Добар ден, почитувани, добре дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Болестите на уринарниот систем, како што се инфекциите на мочите канали, се чест проблем во детска возраст. При тоа, родителите многу се исплашени, бидејќи понекогаш ќе добиваат диагнозата визико-уретерален рефлукс, односно кога кај бебињата, односно малите деца, се јавуваат повторувачки уринарни инфекции, најчесто се работи за некаква аномалија или пак неправилност во мочните канали. За да се избегнат трајните последици од оваа болест, потребно е докторот навремено да се посомнева и да се постави диагноза. При диагностицирањето, неопходно ли е децата да се снимаат? Дали при овие снимања тие се изложени на големи дози на зрачење? Кај оние деца кои што имаат чести уринарни проблеми или пак болести на уринарниот тракт, кои сликовни диагностички процедури е неопходно да се применат? При тоа се случували понекогаш децата да бидат непотребно снимани. За сето ова повеќе од разговорот со денешната гостинка, професор доктор Дафина Кузмановска, детски нефролог. Ќе пуштиме блок реклами, а веднаш потоа следува денешната емисија. Какви снимања се потребни кај децата кои што имаат проблеми со мочните канали, ќе ни појасни денешната гостинка, професор доктор Дафина Кузмановска, детски нефролог. Професорке, добар ден. Добар ден. Како сте? Добро. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Се случува инвазија од радиолошки процедури. Дали на вистина се потребни толку многу снимања? Вака сега, децата се упатуваат на сликовно испитување тогаш кога имаат одреден уролошки проблем. Најчесто станува збор или за уринарни инфекции, како што вие рековте, или за антенатално, значи во тек на бременоста утврдена хидронефроза. На сликовно испитување се упатуваат и деца кои што имаат енуреза, мократ... Ноќно мокрење тоа? Ноќно, доколку е комбинирано и со дневна инконтиненција. Значи дневно неволно испуштање на урина? Неволно во тек на денот. Тоа се најчестите причини. Поретко, сепак не така ретко, се упатуваат заради бубрежна колика, болка во предел на бубрегот, или доколку мократ крв, или доколку има палпабилна маса во абдоменот, па се сомневаме за тумор, или во обработка на хипертензија. Значи, повеќе причини, уролошки причини постојат, заради кои што децата може да се упатат на сликовно испитување. Сега, доколку сакаме ние правилно да ги евалуираме овие уролошки причини и да ги водиме како што треба, треба да направиме диагностички соодветен пристап и да одбереме соодветно, ние велиме, сликовно испитување, имиджинг протокол, нема соодветен збор во македонски јазик за имиджинг. Зато ние сликовно го користиме, го пишуваме. Користиме тој термин, сликовно испитување. Дали е од диагностиката сликовно испитување? Секако. Се што дава слика увид во анатомијата или во функцијата на бубрегот, се тоа сликовни испитувања. Од корист при тоа, за да се ориентираме, за да постапиме правилно, да ги евалуираме правилно овие уролошки причини, од корисни се упатствата кои што се елаборирани од различни релевантни, викам, здруженија. Такво е Европското здружение за детска радиологија, групата за урорадиологија, понатаму Американската академија за педиатрија, Националниот институт за одличност на Велика Британија, Европското здружение за детска урологија и така натаму. Во овие упатства се всушност интегрирани најновите сознанија во однос на патологијата и ни помагаат во посебни клинички сценарија, посебни клинички состојби да примениме адекватно одговарачко сликовно испитување и адекватна сликовна стратегија. Сега, за да не претераме, ама и да не помалку да не направиме, да не подцениме, да кажеме, патологијата, треба да ги познаеме основните принципи на сликовното испитување, барем она што јас денеска го зборувам, сликовното испитување на бубрези и уринарен тракт. Прво треба да се прашаме која е нашата цел со сликовното испитување. Значи, нашата цел дали е да ги откриеме сите аномалии
кои што постојат на бубрези или на каналите на бубрезите, кои излегуваат од бубрегот. Значи, битни ли се сите детали? Па се разбира дека не се, никој не е совршен, нити од надвор, нити внатре. Значи, нас не е потребно да имаме увид во се. Она што не е битно, не интересира. Нас не интересираат само така наречените сигнификантни, значи значајни аномалии на уринарниот тракт. А кои се тие аномалии? Тие чија диагноза повлекува одредени терапевтски или прогностички импликации. Значи, допринесуваат кон диагнозата на заболувањето, но и кон прогнозата и кон терапијата. Промена во терапијата. Дали ќе биде конзервативна, ќе биде оперативна. Значи, тоа е нашата цел која си ја поставуваме. При тоа, исто така, како правило, не се оди сите испитувања кај секое дете, тамам работа. Но има родители кои што велат, дај да ги направиме сите снимања за да видиме. Тоа не одговара на основните принципи, на филозофијата на сликовното испитување, не прифаќа таков пристап. Значи, се оди чекор по чекор, едно испитување, па од резултатите на тоа испитување произлегува наредното испитување и наредната имиджинг стратегија, протокол. Значи, кој ќе се користи и нешто што исто е важно и што сакам да го потенцирам, значи, секогаш се трудиме при изборот на селекцијата на сликовното испитување и воопшто на целата стратегија да избереме таква стратегија која ќе ни даде оптимум информации со минимум инвазии. Не велам сите информации, оптимум информации, само нешто неопходно, доволно, потребно, за да се постави диагноза. Значи, практично информации кои нас ќе ни помогнат, ќе влијат на диагнозата или на прогнозата на овој пациент. Тие се тие релевантни информации, а при тоа да се употреби минимум инвазија. На што се мисли минимум инвазија? Се мисли на агресивни методи, кои се поврзани било со болка, било со одреден ризик. Например, еве катетеризација. Има методи кои користат катетеризација на мочен меур. Се влегува преку мочниот меур? Преку мочниот меур со мало катетерче се со катетерче се внесува катетерче и во мочниот меур. И тоа се цистографските студии, значи тие испитувања користат катетеризација на мочен меур. Познато е дека катетеризација на мочниот меур може да внесе инфекција во уринарниот тракт. Бактерии, инфекција и да предизвика, значи, едно здраво дете одеднаш сега да добие инфекција заради катетерот, јатрогено да добие. Ние тоа одлично го менаџерираме така што превентивно даваме антибиотици на денот на катетеризација, уште 2 дена, значи вкупно 3 дена. Меѓутоа има и други ризици. Еден од најважните ризици, всушност при добар дел од радиолошките процедури, е експозиција кон јонизирачко зрачење. Значи, поголем број радиолошки процедури се асоцирани со експозиција кон јонизирачко зрачење, радијација, и треба да се свесни тука и родителите и лекарите кои што ги применуваат овие испитувања. И сега дали е тоа значајна радијација? Значи, кога гледаме, некогаш вела таа е многу мала. Но што значи за мало дете? Со оглед на тоа дека е кумулативно сето тоа. Вклучувајќи дури и индивидуално некогаш не е мала, а особено кумулативно, значи не треба на тој начин да пристапуваме и затоа јас ќе ви дадам една компарација. Значи, во однос на радиолошките, најчестите радиолошки процедури кои што се користат во детството, еве да кажеме. Можеме да ги погледнеме тука таа табелата која што ни ја испративте. Може, може да ја погледнеме табелата за да биде искоментирана. Да ја искоментираме. Значи, всушност оваа табела сега што ќе ја представиме покажува при поедини радиолошки процедури колкава е експозицијата на зрачење. Од левата страна се поедините радиолошки испитувања. Ова во средина е апсолутната вредност во милисвани, меѓутоа тоа не ни значи многу. Јас би ви обрнала внимание на ова последната колона, во која што како единица мерка на радијација е представена радијацијата која што ја добива пациентот при еден рентген на бели дробови. И сега од тука гледаме дека, например, интравенска урографија, сите знаеме, длабинско снимање, кореспондира на 150
еквивалентно е на 150 скенови на бели дробови. Значи како 150 Како пати да не 150 снимаат пати вие да на го рентген, сликате, точно да не ги снимат белите дробови. Да. Па тоа воопшто не е мало Па зрачење. не е мало, зато е велам, или гледајте абдоминал кате, тоа е компјутер на стомакот. Добра. Кореспондира на 400. Тоа е голема бројка. Вие знаете колку многу луѓе, дури и самите, сами иницијативно идат си прават компјутер. Во приватни болници одат, ке платат, ке си сметаат дека треба компјутер да им се направи. Значи не се почитуваат индикации, него и според желба се прави. А гледате колку е зрачењето. Како 400 снимки на бели дробови рентгенски. Да, тоа е така. Конвенционална микциона уретрocистографија, која што, како што спомнавте, се служи за дијагноза на везико-уретерален рефлукс, е кореспондиран. Тоа се прави кај деца, така? Апсолутно. Тоа е едно од базични испитувања во имиджинг протоколите кај деца. Микциона конвенционална рентгенска е таа цистографија, 25 до 160 рентгени на бели дробови. Па еве ги сега овие во долниот дел на левата колона, тука се радиоизотопските испитувања за кои што сите мислиме. Во што се става контраст во вена? Технициум 99М, исклучив гама емисер, неинвазивна метода, сите сме мислеле дека многу малце зрачење или занемарливо зрачење, но погледајте, значи најчестите радиоизотопски испитувања кои се прават во детство, тоа е ДТПА скен, динамска сцинтиграфија со технициум 99М ДТПА или МАК-3 во последно време и ДМС скен. Значи и тие дури кореспондираат некаде меѓу 20 и 40-45 рентгени на бели дробови, како да сме направиле толку многу снимки одеднаш. А познато е дека радијацијата се поврзува со малигни болести, пред се малигни. И тоа има и документирано во студии, значи со канцер, пред се акутна леукемија, но и канцер на мозок, на кожа, на тироидна жлезда, на бели дробови. Значи, не велам јас со едно снимање дека некој ќе добие канцер, меѓутоа еднаш, два пати, три пати додатно во атмосферата прашање кои све зрачења сме изложени од различни причини. Значи, сето тоа кај осетливи луѓе, кај оние кои имаат некоја предиспозиција. Особено кај мали деца кои што се мали деца изложени на значи, тие се, велиме ние, по-радиосензитивни однос на онкогените ефекти. Зошто? Затоа што нивните органи се незрели, во развој се, и како такви се по-радиосензитивни. Тоа е едно. А второ, нивниот животен век е подолг. Значи, очекуваниот животен век кај нив е подолг. И шансата да развијат потенцијални онкогени ефекти, заради таа причина, е поголема. Така да треба да се мисли. Само значи кога е неопходно да се спроведат овие снимања. Тоа го промовираше Светска здравствена организација заради тие причини. Го промовираше принципот Алара. Значи, што значи Алара принцип? И ние практично се препорачува сите да се придржуваме кон овој принцип. Алара е скратеница од зборовите англиски as low as reasonably achievable. Значи, најниско што е можно зрачење при секоја процедура поврзана со зрачење и при секоја сликовна стратегија. Значи, колку што е можно, ако може да избегнеме комплет, ако не можеме да избегнеме комплетно, барем во стратегијата да внимаваме најмалку што е можно, најретко што е можно, не безпотребни контролни снимања. Значи, во секој случај, скоро сите упатства, современи упатства, го зимаат во предвид и Алара принципот, значи да се внимава на зрачењето и за тоа треба сите да сме свесни, и родителите, вклучувајќи ги и родителите, и лекарите и родителите. Прочем, живееме и во такво време. Мора и самите да си се грижиме за нашето здравје. Да кажеме, од моје барем искуство, во минатото имаше јавно здравство и секој ќе отиде со полна доверба во јавно здравство и не се труди многу да пронајде што е точно, што не е точно, што е со зрачење, што не е со зрачење, има ли ризик, нема ли ризик. Меѓутоа, информирани родители, информирани пациенти секако треба да има во вакви услови во кои што денеска живееме, во кои што имате приватно здравство, секој може со пари да оди да си купи, да си сними
она што смета дека треба да се сними. Секој лекар без никакви санкции може да препише сликовно испитување. Така да таква е ситуацијата и треба да се прилагодиме кон таа ситуација како најдобро со информираност. Значи ова треба да го знаат сите практично. Сите сме потенцијални пациенти. Сега рековме дека различни уролошки проблеми. Така, професорке, споминавте дека цистографијата се употребува кај децата со повторувачки инфекции. Видовме дека има зрачење тоа снимање. Постојат ли и слични или некои исти вакви процедури кои што го имаат намалено зрачењето или пак го елиминираат сосема? Па секако дека кога зборуваме за цистографија. Ајде прво објаснете што е цистографија. Прво да објаснам што е цистографија. Значи цистографија е тоа класичната цистографија, традиционалната е рентгенска метода. Добро. Всушност се работи така што со катетер се влегува во мочен меур, значи преку уретрата, преку надворешната цевка, се влегува во мочниот меур, се става контраст, рентгенски контраст и потоа под рентген. Значи под рентген се снима 4, 5, 6 пати да се види дали тој контраст ќе се врати горе во бубрезите, кон бубрезите. Тоа не би требало не би требало. Така. Нормално, значи устијата на уретерите, тоа се цевките кои одат и ја носат мочката од бубрезите во мочниот меур. Тие устија се компетентни, не дозволуваат да кажем вентилен механизам постои и не дозволуваат враќање назад. Така е нормално. Меѓутоа, таму кај што постои абнормалност на тоа устие, настанува везикуретерален рефлукс, во кој што мочката, односно во случајот контрастот, ќе се качува до бубрезите. И велиме дека тие деца имаат везикуретерален рефлукс. Доколку е присутен рефлуксот, го градуираме во 5 степени според интернационалната класификација, а кога ќе моча детето при изведување на методата... Значи треба да се измоча детето додека се изведува. Апсолутно, за да видиме уретрата. Значи за да го процениме, не проценуваме само рефлукс. Со таа метода се преценува дали има некоја аномалија на дисталниот, ние велиме, долниот дел на уринарниот тракт, вклучувајќи уретра. Значи, многу е важно, особено кај машки деца, но не само кај машки деца, да се процени и уретрата. Подолга е уретрата кај машките, претпоставам деца. Уретрата е цевката која оди од мочен меур кон надвор. Тоа е уретрата. Сега, ова што ја опишав метода, микциона уретроцистографија е традиционален метод и се смета за метод златен стандард. Најдобро ги прикажува деталите, најдобро овозможува диагноза на рефлукс и градуирање на рефлукс, најдобро прикажува детали во мочен меур, евалуација на уретрата овозможува. Меѓутоа, нејзината мана видовме асоцирана со зрачење, висока доза на радијација. При тоа треба да се нагласи дека тука станува зрачење на регија во која се сместени гонадите. Што значи тоа? Гонадите се половите жлезди, така? Значи јајниците и тестисите кај момчињата. А тоа е генетскиот потенцијал. Тоа е ДНК тука наша и на идните генерации. Значи ние зрачејќи таа регија ризикуваме дури промена, значи мутации во нашата ДНК. Затоа и самата микциона уретроцистографија се обиделе со развој на технологијата да ја усовршат, да се намали озрачувањето и тоа се постигнато со помош на грид контрола и на пулсна флуороскопска метода, дури до 8 пати е намалено, но сепак постои тоа зрачење и впрочем не е секаде достапна таа технологија современа. Кај нас која се употребува најчесто? Пак во главном конвенционална, класична, да, меѓутоа има големо зрачење. Апсолутно, но има големо зрачење со тоа што не е така во овие центри кои што поседуваат развиена технологија, ова со грид контрола се прави, значи со намалено зрачење, но сепак има зрачење, не можеме да кажеме дека нема. И не е секаде достапно, значи повеќето деца сепак се зрачат. И тука е јасно како тргна работата во потрага по метода алтернативна, која ќе биде без зрачење.
ултразвучна метода. И такви напори задни 20 години и повеќе од 20 години се правеа, но реални станаа дури од кога се пронајде стабилизиран ултразвучен контраст. Тоа е второгенерацијски ултразвучен контраст, сонови и со развој на технологијата, со воведување во ултрасонографијата на хармонизирана опција и опција субтракција. И во такви предуслови практично овозможија развој на ултразвучна контрастна цистографија во која што на идентичен начин се изведува. Значи исто така ставате катетер. Повторно контраст? Повторно контраст, овој пат ултразвуч. Значи сонови со ехо втора генерација. Така? Ехо контраст. Стабилизиран, трае значи негде 6 час. И тоа е доволно за да испитувачот може да изведе методата. Значи порано, претходно беше со краток не беа значи стабилизирани, многу брзо се распаѓаа контрастите. Од кога го пронајде овој негде после 2010 година, реално стана да се прави истата метода со помош на ултразвук. Без зрачење, што значи? Со нула зрачење. Значи со нула зрачење, затоа што еве ме сваќате. Значи исто контрастот се става во мочен меор и сега со посебна софтвер, контраст снабден софтвер на ехо се следи дали тој контраст се враќа кон бубрезите, дали е присутен рефлукс, доколку е присутен. Повторно се градуира во 5 степени, а кога мокри се прикажува уретрата и дисталниот дел на уринарниот тракт. И еве ќе кажам дека во нашата земја ние оваа метода сме ја вовеле во 2016 во болница Плодност во Битола со несебична помош на нашата менторка од Солун, доктор Федерика Пападополу, и се разбира со вклучување на сопственикот кој инвестираше во технологија и на млада екипа, ким ги кажеме ви имињата, доктор Маргарита Камбовска и сестри медицински Тања Даевска и Рената Лазаревска, кои што ја работат методата, еве веќе 6 години и веќе има искуство со над 500-600 вакви цистографии направени и според нашите искуства ние можеме да кажеме дека дијагностичките перформанси и во однос на дијагноза на рефлукс и во однос на дијагноза на најпревалентните аномалии на дисталниот уринарен тракт комплетно е компарабилна со она на микционата уретрацистографија, така да во најголем, во над 95% од случаите, методата ја заменува конвенционалната микциона уретрацистографија, бидејќи е без зрачење. Без зрачење, што е најважното, така? Е без зрачење. Така да тоа е што се однесува до нашиот напор, инаку сликовните испитувања секогаш треба да се прилагодат на клиничкото сценарио. Значи, што значи тоа? Што значи? На она што клинички го пројавува детето. Професор, ќе ве прашам, вела дека секое трето дете со уринарни проблеми, односно со инфекции на уринарниот тракт, има некаква форма на везикуретерален рефлукс и само со различна јачина е. Дали ова значи дека сите деца кои што ќе се посомневате дека е можно да има рефлукс, е потребно да ја направат оваа цистографија? Прашањето е веќе се обидам да ви го одговорам. Точно е ова што го рековте, дека деца кои презентираат уринарни инфекции, 30% од нив имаат везикуретерален рефлукс, 30 до 40% имаат аномалија на уринарен тракт. Везикуретералниот рефлукс е најчестата аномалија, но може да има и други аномалии кои што практично доведуваат до пореметување на нормалната уродинамика, нормалниот проток на урина и со тоа составаат предиспозиција за уринарна инфекција. И значи самата инфекција всушност е клуч во откривање на дијагнозата на аномалија, дали рефлукс се вика или друга аномалија, која што всушност стои во основата на тие уринарни инфекции. И имаше една убава, да кажам, реченица, професор од Харвард, вика златна можност е уринарната инфекција да ја откриете вие
таа аномалија, која за инаку не би знаеле дека постои, и на тој начин да превенирате бубрежно оштетување кое што може да настане, таа аномалија во комбинација со инфекции може да го предизвика. Значи, точно е дека има аномалии, и прашањето ви беше дали кај сите. Па гледайте, кај сите протоколи за што и да е, кој и да е уролошка причина. Колку повторувачки инфекции треба да има за да одлучите дека детето треба да го испитате на ваков начин? Вака, прво правиме ехо кај сите. Добро. Ако ехото е абнормално, значи велиме ехо скринингот. Ако е абнормален, има нешто на ехото, гледаме. Најчесто е тоа проширување на каналите. Според современите упатства, покрај абнормален ехо, цистографска студија правиме и кај оние што имаат повторувачки уринарни инфекции и кај оние што имаат атипични инфекции. Какви се тие? Тие атипични, тоа се тешки инфекции со сепса, често пати пораст на креатинин, не реагираат на терапија. Значи, тој тип тешкоти во млазот на мокрење, значи кај тој тип на инфекции. Европското здружение за детска урологија вели и кај сите доенчиња првата година кои пројавиле фебрилна со температура уринарна инфекција. Кај нив се прави цистографска студија според современите. Значи, кај сите бебиња. Па гледајте, ако погледнете... Само со една инфекција уринарна? Веднаш? Зато што е шок за родителите кога ќе кажете цистографија, па катетер да се внесе низ тој мал мочен канал. Страшно е, плюс еве што споменувате, има добро методи со зрачење, но и без зрачење. Како и да е? Гледајте сега, овие упатства кои што сега ги кажав, всушност, тоа се нови упатства и тие се многу рестриктивни во однос на цистографија. Значи, старите упатства кои што важеа до 2010 година, значи на Американската академија за педиатрија, тие велеа кај сите деца со фебрилна уринарна инфекција со температура до 2 години. Задолжително цистографија и тоа во тоа време микциона уретроцистографија, рентгенска цистографија. Значи, новите упатства се порестриктивни во однос на цистографија, меѓу другото има тука аргументи про-контра, меѓу другото и заради зрачањето, кое што е присутно со класичната микциона уретроцистографија. Меѓутоа, денес имајќи ја во арментариумот оваа метода која што е без зрачење, нас ни е многу полесно да одлучуваме, не мораме круто да ги следиме упатствата, може и на покреативен начин и да употребиме и во ситуации во кои што инаку според упатствата не би ја употребиле методата, за да разрешиме одредени клинички дилеми во кои што постои ризик да пропуштиме сигнификантна аномалија која што може да доведе до паренхимно бубрежно оштетување. До трајно оштетување. Па ја ќе ви поставам обратно прашање, ова што сте зачудени, кај сите ли? Па кај сите 30% од нив имаат рефлукс. Дали вие као родител би спиеле мирно, вашето дете има фебрилна уринарна инфекција, не дај Боже, и ако знаете дека во 30% е ризикот дека е рефлукс. И сега вие имајќи метода која што не е поврзана со зрачење, особено сега, дали вие ќе сакате да се докаже рефлукс? Па секако дека ќе сакам, знаејќи дека рефлуксот во комбинација со инфекција и интраренален рефлукс води кон така наречено рефлуксна нефропатија, тоа е паренхимно бубрежно оштетување или создавање на лузни на бубрегот со можност за доцни консеквенции. Например, еве, може да откаже бубрегот понатаму во животот или... Па гледайте, углавно тие консеквенции во понатамошниот живот, во адултен живот се јавуваат, пред се протеинурија, хипертензија, компликации во бременоста, исто така, на крај дури и пореметување на функции, бубрежно откажување, ако се промените во двата бубрега и ако се многу екстензивни. А каква е терапијата што им давате на децата кои што имаат везикуретерален рефлукс, еве сосема накратко? Везикуретералниот рефлукс има, и тука е според упатства се оди, два типа на терапија е главно, конзервативен, и ние како конзервативни доктори, педиатрите, секогаш го фаворизираме тој пристап визави хирушкиот, бидејќи може и така, и така. Значи, за некои форми на рефлукс. Значи, што значи конзервативен пристап? Значи дека во одреден период им даваме мала доза
на уроантисептик со цел да превенираме нови. Што е уроантисептик? Како Уроантисептик антибиотик е нешто? лек, слично е на антибиотик, антимикробен лек, кој што го прима на уста се прима, меѓутоа се излачува во урина и локално делува да против најчестите уропатогени да не се размножат, а тоа се ентеробактериите, ама тие со уропатогени својства што се, тоа е едно, а друго кој што не прави цревна резистенција. Ти знаете, вие сите тие антибиотици, а ако се дава долго особено, прават цревна резистенција. За овие е покажано, кој што ги користиме за профилакса, дека не прават цревна резистенција и во крајна линија се поевтини. И тој фактор се зема во предвид, бидејќи долго се даваат година дена за тој период. Практично зошто ги даваме? Затоа што очекуваме везиколатералниот рефлукс кај добар дел од децата, значи дури 70% оние кои што немаат многу проширени уретери и 40% кај тие со проширените уретери спонтано да пројде. Како што расте во висина. Значи, како што детето расте во висина, интересна аномалија, значи, која сама од себе поминува. До која возраст би требало да помине? До пубертет, додека расте во висина. Така. Значи, негде е тоа брзо, најчесто во првите 2 години на животот се случува тоа. Но може да перзистира подолго. Може до пубертетот, додека расте висински. Во висина, до тогаш се дава конзервативниот пристав и алтернативно на конзервативниот е хируршки третман. И тоа класичен хируршки третман, по кој што се прави дисконекција на уретерот, па се прави ново устие, некој вид на пластика, еве да кажам. Сите знаат што е пластика на лицето, ама ова не е тој тип на пластика, меѓутоа може да се употреби и тој термин, или пак ендоскопски се решава со бризгување со цистоскоп во анестезија, со цистоскопски, ендоскопски се бризгува. Повторно ќе се вратам на тие филерите, нешто слично на филер. Дефлукс материја која што треба тоа расширено устие да го стесни, да го така. Да не се враќа урината. Да не се враќа, меѓутоа не го решава тоа трајно проблемот, така да цистографија кај деца со уринарни инфекции во тие случаи се прави и понатаму ако се открие рефлукс се прави и следно испитување сликовно, тоа е ДМСА скен. Значи кортикална сцинтиграфија статичка со технициум 99М ДМСА. Што значи овој долг наслов? Значи дека со помош на ДМСА се прикажува кортексот. Кората на бубрегот, исклучиво. Значи, тој е маркер на кората, статички. Значи, не значи ништо на гледачите, јас да кажам функционална проксимална тубуларна маса, али кората ќе ја разберат. И ако има дефект лузна, ќе ја покаже на најдобар начин, и затоа таа метода е златен стандард за проценка на рефлуксна нефропатија, односно појава на лузни. Значи, сега имаше пристап и се уште има пристап кој што вели обратно, направете во како прво испитување после ехото ДМС-а, па ако е абнормален, тогаш цистографија. Меѓутоа нема логика во тоа англиската школа се предсе, бидејќи ДМС има доста зрачење. Ако знаете дека 40 рентгени на бели дробови сте направиле, со еден ДМС може би и повеќе. А вака има со цистографија со помош на ехо, цистографија со ехо со никакво зрачење. Значи имате ехо, обичен скен, значи ехо скенот да расчистиме. Ехо скенот ви е идеалното, може да се каже, сликовно испитување. И во сите протоколи, дали станува збор за инфекција или антенатална хидронефроза или која да е причина, првото испитување е ехоскен. Идеално испитување, затоа што е без зрачење и затоа што е широко достапно. Насекаде е достапно, дури и креветот на болниот можете да го правите. Меѓутоа треба да знаете што добивате со ехо. Многу пати ќе ме прашаат каква е функцијата. Не се гледа функција на ехо. Се добиваат анатомски информации. Значи, каде е сместен бубрегот, дали на нормално место, која му е големината, каква е структурата на ткивото, дали е нормална, дали се присутни цисти, какви се каналите, дали се проширени, дали е само
легенчето проширено или и чашките, дали се уретерите проширени, каков е мочниот меур, дали има дивертикулуми, дали има уретероцела, каква е дебелината на зидот и така натаму, значи анатомски информации. И практично сите протоколи, дали инфекции или што и да е друго, почнува со ултразвучно испитување. Сега понатаму, дали цистографија или кои испитувања се прават, зависи од протоколот за сликовно испитување и од примената на тој протокол. Вие кога применувате протокол, според упатствата, секогаш мора да земете во обзир и локалните можности. Џабе во упатствата пишува некое испитување кое што не е достапно таму каде што вие работите. Значи, вие се адаптирате, вие креативно ги користите упатствата така да бидат од корист на пациентот во рамките на вашите можности. Така да то доколку е за време на бременоста, кај се уште нероденото бебе, се забележат проширени канали во бубрегот. Тоа е многу честно. Тоа морам да ви кажам дека на прво место е во однос на веќе на прво. Дури мислам дека ајде да не биде на прво, прилика слично како уринарните инфекции. Значи релативно често. Многу е често, затоа што со примена систематска на скрининг ехо во бременоста, практично се судривме со една популација на деца во кој што обстетричарите, гинеколозите откриваат проширување на каналите. Значи, дали е тоа само на легенчето или и на уретерите, или дали е од помал степен или од поголема степен, важно се открива дијагнозата и обстетричарите велат пиелектази. Сега ние, кога ќе се роди детето, во таа голема популација на деца, треба да ги дискриминираме оние кај кои што тоа проширување е беззначајно, нема аномалија некоја, транзиторно е, ќе помине само од себе и нема потреба од некој кој знае какво испитување, нити од третман, ама мораме да ги дискриминираме од оние каде што е тоа сериозен проблем, кој што означува присуство на аномалија, сигнификантна аномалија и кој што треба да правиме испитување. Што правиме ние со тие деца кои ќе ги добиеме после раѓањето? Прво снимање после раѓањето и тоа веднаш, во првата недела е ехоскен. Значи, гледаме тоа што виделе обстетричарите, дали е присутно. И понатаму после раѓањето. После раѓање, со тоа што треба да земеме во предвид, значи грешка можеме да направиме, во првите денови после раѓање постои така наречено физиолошка олигоанурија. Тоа значи помалку создавање на мочка. И бидејќи помалку се создава мочка, можеме да добиеме лажно подобар резултат, доколку многу рано го правиме ехоскен. Кога е најдобро да се направи? Првата недела се прави, но за да сме сигурни, го закажуваме на контролно снимање после 4 до 6 недели, тогаш више дирезата воспоставена, гломералната филтрација и тука се пореална слика. Сега, второто испитување што го правиме е цистографија. Значи, цистографијата е второ. Кога го правиме? Значи, во првата недела го правиме само доколку се сомневаме за валвула на задна уретра кај машки деца. Значи, тоа е една аномалија, нарековме на она цевката, последната цевка, која оди од мочниот меур према надвор. Значи, аномалијата не е ништо посебно, мембрани се тоа, меѓутоа стратешката локација е таква да компромитира, значи, против пречка работи и мочниот меур, тој хипертрофира, станува дивертикулозен, висок е притисокот, се пренесува на бубрези, присутен е рефлукс и често пати тие деца се раѓаат со веќе оштетени, диспластични бубрези. Значи, во тек на ембриогенезата веќе дошло до пореметување на нефрогенезата и едниот или двата бубрега се оштетени. Значи, кај таквите деца, кај што се сомневаме за такво пореметување, а има ехографски знаци врз основа на кои ние се сомневаме, снимањето го правиме веднаш првата недела. Кај сите други одлагаме по 4 до 6 недели ја правиме цистографијата и ако докажеме рефлукс, повторно следното снимање е ДМС-а, она претходно што го спомнав, ДМС-а скен да се види има ли оштетување и какво е оштетувањето, дали е фокално, дали е глобално, каква е индивидуалната бубрежна функција, а доколку нема рефлукс од цистографијата, во тој случај мислиме, се сомневаме дека тоа проширување на каналите, таа хидронефроза е резултат на обструктивна аномалија.
И во тој случај од помошни се други снимања, динамска сциндиграфија со технициум 99М ДТПА, тоа е ДТПА скен, со помош на ДТПА скен, значи исто радиоизотопско испитување, во вена се става радиоизотопот, а потоа со гама камера се следи неговиот пат во бубрегот, кој што е многу сличен на патот на контрастот при интравенска пиелографија, длабинско снимање. И некои го нарекуваат радионуклидна пиелографија снимањето. Значи не само васкуларната фаза, не само концентрирањето во бубрегот, туку и каналите се прикажуваат и на тој начин ќе се прикаже ако постои обструкција, ќе се прикаже обструкцијата, а да видиме дали обструкцијата, значи пречка во протокот на урина, а ако сакаме да видиме дали е сигнификантна или не, даваме диуретик, ласикс. За да се стимулира мокрењето. И доколку е тој тест позитивен, значи кога ќе дадете ласикс, ако се постигне исплавување во шаут, така се терминот користи, значи нема сигнификантна обструкција, но доколку и се тие задржи, деца конзервативно се водат. А во спротивно одат оперативно. Но не е секогаш едноставно да се тука постави диагнозата, кој одат на операција, а кои ќе се водат конзервативно. Се разбира дека тука магнетот, многу би магнетна урографија, доколку би се направило, многу би се расчистила ситуацијата, особено што знаејќи дека магнетот исто така не е поврзан со зрачење, така. Да, ама бара анестезија. Значи, а што е ризично веќе кај толку мали Па кој би одел на анестезија заради едно снимање? Така. Посебно па се разбира Анестезија се подразбира интервенција хирушка. За снимање се обидуваме да избегнеме. Сепак е тоа инвазија, тоа прилична инвазија. Некому да, значи ако е инвазија катетер, анестезија уште поголема инвазија. Кога зборувавме за принципите, нели? Значи, инаку магнетот, ако е со контраст, он ќе покаже точно ренално транзитно време и ако е продолжено, оди на операција. А ако не е продолжено или ако е во таа еквивокал групата, нив ги водиме конзервативно, ги следиме и се разбира, проценуваме во тек на тоа следење индикација за евентуално накнадно хируршка интервенција доколку е потребна или воопшто нема да биде потребна. Професорке, ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за деталното појаснување поврзано со оваа тема. Овој разговор всушност можеше да потенцира колку е голема потребата од детски нефролози кај нас, кој што ги има за жал многу малку. Тоа треба да се промени. За жал. А сериозна е проблематиката, исклучително и очигледно дека диагностиката мора да биде многу во вистински момент треба да се диагностицира болеста за да нема последици понатаму во животот. Така и за жал не се однесува тоа само на нефрологија, на многу области од педиатријата. Многу области, па и воопшто на педиатри. Така. И на педиатрија знаеме ситуацијата, не го знаеме лекот. За жал. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам вас за вниманието. Почитувани професор доктор Дафина Кузмановска, нефролог, детски, педиатриски, беше денеска дел од 0М+, однос од магазинот за родителство 0+ месеци. Ви благодарам за вниманието со кое што ме следевте.